Сакам да одам школа да науча. Сакам другинчија на школа. За дел од семејствата, образованието не е само право и должност, туку и недостижен луксус. Бидејќи секојдневната борба за опстанок, како што велат, тие има предност. Покрај тоа што основното и средното образование во нашата држава се законски задолжителни, реалноста покажува дека не секое дете во Македонија има еднаков пристап до училишните клупи. Омер е татко на 7-годишно дете и пред камерите на М-нет телевизија вели дека сиромаштијата и недостигот на основни услови за живот влијат врз неговата ќерка да се школува и покрај законските мерки. Се уште постојат деца кои не посетуваат училиште, не поради личен избор, туку поради околности што не се во нивни раце. Ali ova мојата ќерка, значи не оде на школа, не ја пуштам бидејќи немам услови, не примам социјално, немам куќа. Значи не ми дава што. Ја да имам социјално, ја ќе се го оставам ќерката, нека се оде на школа да се учи, како сите деца одат на школа, ќе оставам и мојата ќерка да оде на школа. Ама бидејќи јас не одам на дека јас не примам социјално, иначе затоа дека немам услови и затоа не ја пуштам на школа. Сите деца ќе одат у продавница да се купат сокче, ѓоверче што треба, значи она ќе нема пари да се купи, да ќе гледа сите деца одат во продавница, она пари ќе нема да се купи едно бурекче или еден чоколадо што се вика. И затоа значи јас не оставам на школа. Па нека дојде кој сака и социјално нека дојде и опште, значи немам услови. Нека ми дава социјално на мене. Ја го 2,5 години, 3 години не примам социјално и затоа не, а она сака да оде на школа. Она сака да оде на школа, ама јас не оставам дека немам услови, не примам социјално. Понекогаш околностите го тераат човек да се пронајде во две улоги истовремено. Па и покрај тоа, како што истакна Омер, не може да се овозможат основните работи за своето дете. Превара, имам превара направено, пофрлија некој фирма врз мене и затоа имам забрана, значи да не земам социјално. Можки нема да земам 10 години, 15 години. Што ќе јаде оваа ќерка, не работам нигде. Некој ми вика, фрлам ѓубре, чистам трава, земам некој парче леп да му носам на оваа малата. И затоа, значи, немам социјално, не примам и многу ме жал на мене за ќерката, дека не може да учи школа. Само онај, да, нема ја чувам, јаму сум и мајка и татко, од 2 години ја чувам неа. И дори плача она за школото. Ако може да ми помага нешто да оде на школа, да не е ќерова, значи како сите деца учат школа, сакам и она така да се учи. Тоа е бесплатно, ама тоа ме сега дека нема значи услови. Не ли треба да му купам облека за школото? Не ли треба да му давам некој пари секој сабан да скупе нешто? 7 години, значи без мајка е, ја чувам. Јаму сум и мајка и татко се. Омер јасно апелира за помош до институциите и до хуманите граѓани. Еден хуман гест може да го промени животот на ова семејство.